Почитувани гледачи на телевизија МНЕ, добра вечер. Нова емисија од спортскиот магазин Трибина, после на македонскиот спорт. Вечер разговарам со Кирил Изов, пранешен селектор на женската репрезентација на Македонија, актуелен шеф на стручен штаб на женскиот фудбалски клуб СЦ Статов 2015 од Скопје. Најпрво благодарност до вас сете за прифатената покана вечер да поразговараме малку повеќе околу женскиот фудбал и сето она што ете со вашето искуство ќе допреме до некои точки поврзани со женскиот фудбал во Македонија. Па, добро вечер. Најпрво благодарност од моја страна за сето она што вие го правите, не само за поканата за вечерашнава емисија, туку и за сето она што вие го правите во моментот за афирмација на женскиот фудбал, за негова популаризација, за негова препознатливост во етерот во државата, и се надевам дека тој ваш ангажман ќе вроди плод, ќе ги разбудите и другите медиумски куќи и другите спортски новинари, за да што повеќе внимание се посвети на женскиот фудбал во Македонија. Така, благодарам за овие убави зборови. Јас разговорот ќе го започнам со женскиот фудбал во Македонија, кога кажеме на тема, нели имаме прва, имаме втора лига. Каква е ситуацијата, накратко едно општо прашање за женскиот фудбал во Македонија? Има ли некој напредок, бидејќи во минатото бевте селектор, долги години сте во женскиот фудбал? Има ли напредок, еве ако направиме на компарација пред 10-15 години денес? Одеме ли во нагорна линија? Па добро, со оглед на тоа што јас сум од 2009 година активно вклучен со клубот, па после и со репрезентациите, како што кажавте, во женскиот фудбал во Македонија. Сигурно дека има напредок, значи не можеме да кажеме дека тогаш и сега е исто, значи не е исто, меѓутоа прво немаше со самиот почеток на женскиот фудбал, неговата појава во државата, значи немаше доволен број на девојчиња кои што би играле, так. Значи проблем беше тоа, имаше многу мал број на екипи со самото тоа, каде што значи од почетокот не ни имаше првенства, се играше турнирски системи, 2-3 турнири разигруваа за да се добие првакот, меѓутоа мислам веќе негде таму од 2009, 2010, 2011 веќе почна многу поорганизирано тоа да се случува, и нормално со самото тоа влегува и повеќе финанси, почнаа да се носат странски играчи во последните 4-5 години, значи со самото тоа се дигна квалитетот и мислам дека иако има уште простор за уште поголем напредок, сметам дека се развиваме. Можеби малку, меѓутоа одиме чекор по чекор нагоре, збориме за тој лигашки фудбал женски. Се формираше и втората лига, како што кажавте, пред неколку сезони, и се надевам дека уште повеќе ќе се развиваме, за да можеме да дојдеме до некое ниво кое што би било на некој начин задоволително за женскиот фудбал. Формирањето на втората лига, знаеме дека нели со тоа се скрати лигата, имаме сега нели прва лига со 10 екипи, втора лига со 8 екипи, четврта сезона поред како сега ќе стартува таа втора лига. Колку дадена квалитет во македонскиот фудбал, пред се подигањето на квалитетот и во првата лига и самото тоа во втората лига, можеби веќе се намалија тие разлики, кога имавме по 15-20 разлика во резултатите, што беше демотивирачки за екипите кои што сега всушност се во таа втора лига. Дава ли пополека можеби квалитет таа веќе втора лига? Гледаме дека веќе интерес се буди, имаме нова екипа, женски фудбалски клуб Слободен Башки ми пријави за оваа сезона во младинска лига, значи некако пополека се буде интересот да се формираат се повеќе екипи, па веќе претпоставам дека од следната сезона ќе видиме многу повеќе екипи во таа втора лига. Па да, се согласувам со вас, нормално дека формирањето на втората лига овозможи некако квалитетот да се раздели, нели? Тие резултати веќе толку ги нема, се појавуваат нови екипи, имаше случаеви, се формира нова екипа и веднаш влегува во прва лига и веднаш игра со првакот, веднаш игра со вториот, со третиот на табела, па губи 20-30-0, имаше случаеви резултати, и така да тоа многу демотивирачки влијаеше на тие девојки од таа екипа и многу ретко многу екипи така се појавија, изгасна во моментот, бидејќи на некој начин не се наоѓа
Во самиот тој систем. лагодно Так. прво на теренот, па после и во Так. целиот тој систем, и така да мислам дека таа втора лига е вистински потек на фудбалската федерација. И сега квалитетот на таа втора лига можеби уште нели, има една екипа или две, да речеме, кои што се бркаат, другите 5-6 на некој начин само статираат во моментот или само се надпреваруваат во таа втора лига, бидејќи во разговор со одговорните во тие тимови во вторите лиги, они се жалат дека никој играч не сака да отиде во втора лига, да игра, од прва да премине во втора лига и така натаму. Меѓутоа се надевам дека знам, информиран сум дека за неколку години се размислува таа прва лига да се намали уште малку, да биде на 8 екипи, па уште некоја екипа од таа прва лига кога би се префрлила таму, можеби би се зголемил тој квалитет на таа втора лига и така да на некој начин би дошла на некое можеби рамниште, не како првата лига, меѓутоа на некое повисоко рамниште каде што би можеле да речеме да бидат негде да е егал. Посебно во тој бараш надпревар, нели сите знаеме и гледачите што го пратат женскиот фудбал знаат дека првакот на втора лига директно влегува во прва лига, меѓутоа второпласираната во втора лига игра бараш со предпоследниот од прва лига, меѓутоа веќе 2 сезони колку се играат тие баражи, некако тешко ги проаѓаат. Разликата е голема. Па разликата е голема, разликата во квалитет, во надпревари и така натаму. Ние минатата сезона имавме во прва лига 27 надпревари, второлигашите има, ако не се лажам, 14 само. Они завршија на 23 април, ние завршивме на 24-25 мај, еден месец повеќе и така натаму, и следствено на тоа на крај кога ќе дојде тој бараш надпревар, некако прволигашот, иако завршил предпоследен, е во некоја фаворитска улога за разлика од тој. И сега кога спомнавме за овие баражи, јас тоа го поставам прашање доста во едности и во машкиот фудбал, па и во другите спортови, секогаш нели прволигашот има право и на странци, што е уште поголема предност во однос нели веќе на екипата од втора лига. Имало и случаи конкретно во машкиот фудбал, ако зборуваме кога нели Вардар го победи Скопје, Тиквеш го победи Силекс, ако зборуваме во машкиот фудбал, меѓутоа во женскиот фудбал, дали правото на странци кога ќе дојде ред тој бараш надпревар прави уште поголема разлика, и дали можеби треба да размислуваме да биде 2 со 2, две екипи да влезат, две да излезат или да остане една со една, бидејќи вака 90% фаворитската улога е пак тука. Па добро, не баш би се сложил со вашата констатација 2 со 2, мислам дека прерано е уште за две екипи од втората лига да влезат директно во прва, и во однос на тоа со странците, значи факт е и сите знаеме дека моментално странци ангажираат екипите кои што се борат за шампионска титула, и мислам дека не се случило овие 2-3 години, и мислам дека е тешко и остварливо да некоја екипа која што од прва лига која што има странци да падне во ситуација да игра бараш за опстанок во прва лига, така да мислам дека играњето на странците можеби и не игра улога во тој бараш надпревар, пошто реално екипата која што е предпоследна на табелата нема странци. Така. Мислам, и сега се сложите така, се слагам со таа констатација, меѓутоа повеќе можеби ова, ако како што откривте вие дека ако дојде ред да првата лига биде со 8 екипи, а се подига веќе тука квалитетот, во тој случај борбата на 8 екипи ќе биде уште поголема да се избегне нели и баражот, а меѓутоа и последното место, па тоа следствено ќе значи ангажира многу поквалитетни фудбалерки, а меѓутоа и многу поголеми инвестиции во самите клубови. Така. Тоа е веќе друга ситуација, да. И сега од аспект на самите овие засилување странски, гледаме дека нели првите 3-4 екипи промовираат од Јужна Америка, тамо доста играчки. Колку тоа го дава квалитетот во женскиот фудбал во Македонија? Дали Македонија располага со солидни, квалитетни македонски фудбалерки, бидејќи бевте и селектор на репрезентацијата, доста добро ги знаете фудбалерките во Македонија? Па видете, ако ме прашате мене, значи јас мислам дека доведувањето на странски играчи е поен плюс за лигата, значи можеби тие странци во моментот не можат да ни помогнат за некој успех на меѓународна сцена. Значи шампионот наш кој што излегува надвор во Европа, можеби уште не е конкурентен, па макар и со тие странци, меѓутоа тие странци факт е дека на некој начин прво му помагаат на клубот да дојде до таа шампионска титула,
приготен во последните 3 години. Значи имаше доста квалитетни странски играчи, би спомнал Присила, знаете сите, мислам сите одлучувачки голови и голови кои што ги решаваат тие дерби над превари ги даваше и мислам дека беше тој играч кој што ја правеше разликата во однос на Љуботен и Саса и Тиверија во тие 2-3 години уназад. Има исто и Саса ја спомнав, играчи од странство, Тиверија исто, гледаме сега нели нивното спојување со Брера, прераснувањето во акционерско друштво, нивното спојување донесоа 2 странски фудбалерки. Исто и ние 3 години мојот клуб Истатов имаше интернационалка од Србија која што направи сега трансфер во Турција. Така да јас сум и поборник на тоа и не се слагам дека со самото носење на странците ние нашите играчи ќе ги запоставиме, ќе ги уништиме и така натаму. Тие тези не палат. Мислам дека младите играчи наши кои што сакаат да напредуваат и да одат нагоре, да се развиваат како квалитетни играчи, можат само да научат од тие странски играчи кои што дошле тука и така натаму. Лесно или тешко е, може ајде прашање интересно, кое што бидејќи ете сте во овие води, да се донесе некое засилување пред се од некоја подалечна земја во Македонија? Кога ќе се прави некој проект, спомнавте дека ете и вие сте имале нели некој интернационално засилување, меѓутоа ете и Љуботен да донесе засилување од Америка некаде, од тие држави да треба да се разговара за да се убеди да дојде во Македонија. Колку е македонската лига промовирана во светски рамки? Тешко прашање кое што нели самото со себе е поврзано и со успесите на нашите клубови, естествено на тоа и рангот на нашата лига во европски рамки и успесите порано на репрезентација и така натаму. Многу е тешко да се убеди, зборам за играч квалитетен од балканските простори да дојде во Македонија да игра. Сега ќе кажеме зошто. Прво е рейтингот на лигата, второ се условите во кои што би се тие играле и така натаму. Сега Љуботен, нели, неколку години поред сведоци сме носи играчи од Бразил, сега последно од Колумбија и така натаму. Мислам дека многу зависи од тоа, како ќе бидат третирани тука, дали ќе биде исполнет договорот и така натаму, бидејќи знаете добриот глас далеко се слуша, лошиот уште подалеку, така да ние ако нели веќе имаме проблем со носењето и веќе ако успееме да ги убедиме тие играчи да дојдат тука да им продаеме приказна дека ние сме сериозни, прво како клуб и дека како федерација, како држава и дека напредуваме во секој нареден ден во однос на квалитетна лига и така натаму. Меѓутоа ако ги сервисираме како што треба врските, мислам дека во моментот сега можеме да се пофалиме на тоа поле и мислам дека не сме сведоци на нешто дека нешто не е испочитувано, не е платено, па да не бие лош глас. Натаму се надевам дека во брзо време ќе успееме да привлечеме уште повеќе играчи. Меѓутоа да бидеме реални, знаеме кој е основниот предуслов некој играч да дојде, а тоа е финансиската понуда. Мислам дека во моментот е тешко да се парира на некои посериозни клубови од некој, пак ќе кажам, Балканот тука, да не се мериме со некој повеќе, за да тој играч го привлечеме да дојде тука. Дали може доаѓањето нови играчи е само одскочна даска да можат тие да заменат постова во некој балкански гигант или да заменат во Европа? Па добро, во моментот факт е дека играчите што доаѓаат тука можеби не се баш во таа младост или така натаму. Добар дел од играчите се некаде помеѓу 25-30 години, така да мислам дека не им е на нив главниот мотив да дојдат тука па да отидат да направат трансфер некаде на друго место, бидејќи пак ќе се вратам на она, значи
ви кажав, ние направивме трансфер сега, наш играч отиде во Турска. Многу е тешко да привлечеш играч од надвор да дојде во Македонија, меѓутоа е уште потешко наш македонски млад играч да го Се однесеш продаде надвор, да го продадеш или да направи трансфер и така натаму, бидејќи пак ќе се вратам на тоа првото, рейтингот на лигата, квалитетот на надпреварите, репрезентацијата и така натаму си го прави своето. И сега околу тие финанси, кога зборувавме, во каква ситуација се екипите во Македонија во женскиот фудбал? Има ли ете помош тука, бидејќи се уште сме во некој развој, јас би рекол, со тој женски фудбал? Помага ли тука федерацијата, УЕФА за да можат клубовите, ете видовме дека Шкендија ради финансиски проблеми се откажа на надпреварување, колку тоа ќе се рефлектира врз самиот квалитет на лигата, бидејќи веќе автоматски знаеме дека нема испаѓање директно, останало тоа девето место, значи борбата да се избегне баражот. Видете, во моментот ситуацијата не е баш сјајна во однос на финансиите мислам во најголем дел од тимовите. И сами кажавте, јас доаѓам од клуб од Скопје, Статов, кој што веќе се надпреварува 13-14 години во оваа прва лига. Значи, добиваме помош и од фудбалска федерација, добиваме помош и од државата. Во последните неколку години добиваме и од учеството на нашите екипи во Лига Шампиони, има некоја солидарна шема и добиваме по 10 секој прволигаш, кој што се надпреварувал таа надпреварувачка сезона кога тимот во случајов Љуботен станал шампион, добива по 10.000 евра као донација од УЕФА. Знаете, сите сме сведоци, воучерите, се зборуваше многу за ниво во овој последен период. Добивавме и ние прволигашите воучери во сооднос многу различен за разлика од машките. Сега можеби ние не можеме да бараме да бидеме исти, значи шампионот во машка и шампионот во женска конкуренција, меѓутоа кога знаеме дека шампионот во машка конкуренција добива 150.000 евра, а шампионот во женска добива 20.000 евра или 25.000 евра, мислам дека е голема разлика и мислам дека тука се надевам дека со формирањето на Министерството за спорт тие некои работи ќе се исправат и дека ќе можеме да бидеме во многу порамноправна положба за разлика од машките, кои што и многу полесно доаѓаат до финансии, сите се акционерски друштва и така натаму, и мислам дека тие 100, сега карикирам, 100 и 150.000 евра, можеби се капка во морето кај мажите во нивните буџети, меѓутоа за нас би биле тие огромни суми со кои што многу подобро би се носеле со проблемите, многу побрзо би ги решавале проблемите, навремено би ги плаќале играчите и би пробале да подобриме инфраструктура и така натаму. И сега од аспект на финансиите на тоа колку ете фудбалерките во Македонија заработуваат и дали можете да се живеат на плата, дали на фудбалерка може професионално се посвети на фудбалот без прито да мора да бара алтернатива, да работи друга работа за да да го скрпи животот, бидејќи зборуваме и каде што пак знаеме дека трошоците какви со ден во ден се зголемува, а какви се платите во женскиот фудбал во Македонија? Видете, сега јас би можел да кажам за мојот клуб, не би зборувал за другите клубови, пошто не ги знам приликите како се таму. Значи, ние веќе неколку години сме на средина на табела, сме клуб кој што редовно ги сервисира врските према играчите. Сега, дали се тие доволни за да некој играч остане, да преживее во Скопје, да може да нема потреба да работи друга работа и така натаму, ќе бидам реален, мислам дека не се. И меѓутоа знаете како, значи буџетите се такви во моментот какви што се и се надеваме и оптимисти сме дека ќе се подобрат ситуациите, дека ќе можеме да привлечеме уште некој спонзор, дали кај нас во клубот или генерално и во другите клубови, за да можеме да генерираме некои поголеми буџети со кои што би можеле да им ги покачиме и нивните плати и со кои што би можеле многу
лесно да Така. го поминуваат месецот, да не морат да работат друга работа, за да би можеле да доаѓаат поредовно на тренинг, да надпревари и така натаму. Има ли интерес приватниот сектор да вложи конкретно во вашиот клуб, меѓутоа и во другите клубови? Претпоставам дека разговарате со другите управи, тренери, нели каква е ситуацијата кај нив, или од однос на минатото ако направиме на компарација? Реално ви кажав на почетокот, работите се мрднати, меѓутоа се уште некој поголем интерес за вложување во женскиот фудбал нема, за жал. Ние сме приватен клуб, значи кој што е во 100% на собственост на фамилијата и статови. Нормално имаме помоши од ФФМ и од државата и од УЕФА и така натаму. Меѓутоа во моментот значи не можеме да се пофалиме дека приватниот сектор многу е заинтересиран за вложување. Некако сега со овие емисии ваши, почнувањето на Фудбалска федерација да пренесува 1-2 надпревари, некако видливоста се подобрува. Меѓутоа за да направиме нешто повеќе, мислам дека ни треба нешто повеќе. Па јас имав еден, би рекол, лошо искуство можеби, кога почнав да пишувам за таа втора лига, кога се формираше, многу ми беа зачудени. Постои фудбал женски во Македонија, па дури втора лига има. Значи толку многу дел од јавноста не е запознаено со ова, што за мене е поразителен факт. Јас би рекол да можеби тука треба да се работи многу на таа медиумска покриеност, за да и приватниот сектор биде многу повеќе запознаен, за да може и да знае каде некој ако има фанатик за спорт, јас би рекол да вложува и да дава. И сега од аспект на инфраструктурата, како стоиме тука и како Македонија стои кога зборуваме за инфраструктурата која што користат женските клубови во првата и во втората лига? Значи прашањето ќе го поврзам со ова претходното, со овој претходен мој одговор, значи заинтересираноста на приватниот сектор, не само нели што е слаба, туку заинтересираноста на луѓето да присуствуваат на тие надпревари е слаба. Ние освен на некои дерби надпревари ние имаме по 20, 30, 40 и то претпоставам потесното семејство на фудбалерките ќе да дадат подршка. Родители, другари, пријатели и така натаму, и што исто така еден податок кој што можеби влијае на онаа другото е поврзано со тоа да нема интерес, па тие спонзори на некој начин приватни кои што би влегле немаат есап, нели, секој приватен кога влегува си прави математика како дали може тоа што ќе го даде да го врати и така натаму, а кај нас е во моментот тоа буквално неостварливо. Сега ќе продолжам на прашањето, ќе се надоврзам. Инфраструктурата, која инфраструктура во моментот мислам дека не е на завидно ниво. Полу од екипите играат на вештачки терени кои што ги користат и машки екипи, школи, таму се играат надпревари од Суперлига, младинци, кадети, пионери, помлади пионери. Тоа е преоптеретено, значи. Не само што е преоптеретеност на теренот, многу пати доаѓаме во ситуација да посебно Тетово, Битола и така натаму, се чека, па еден надпревар, па друг, па се чека закажан е надпреварот во 14 часот, па не многу пати почнува дури и во 15 часот, бидејќи е зафатен, играат машки младинци, па се одоговлекол надпреварот и така натаму. Така да, значи, имаме многу за работа во полето на инфраструктура во ваквото. Тешко е ситуацијата, првенствено клубовите гледаат да обезбедат финансии за нормално надпреварување, за превоз, за да дадат некој денар на играчите и така натаму, а за онаа другото мислам многу тешко и многу малку останува. Знаеме трошковите се нонстоп се зголемуваат, па и одржувањето на тие терени, па горивото, па ѓубривата и така натаму се поскапи, така да ние тренираме и играме во Скопје на теренот во населбата Пржино. Теренот е собственост на женскиот фудбалски клуб Скопје
2014 од Скопје и во оваа пригода, значи сега кога веќе разговараме на таа тема, би сакал да му се заблагодарам на собственикот на клубот, господинот Илија Мандаров, кој што е собственик и на тој терен таму, кој што веќе еве 2 години, значи без никаков финансиски надомест на мојот клуб, на клубот Женски фудбалски клуб Истатов, ни ги остапи и просториите и стадионот за тренирање и за Значи што е потек за поздравување потек за поздравување и навистина ево така јавно сакам да му се заблагодарам. И сега од аспект не само на главниот терен, значи туку зборуваме нели дали имаме топла вода, па дали има интернет за да може да се отвори тој комет систем да снесе тој официјален записник, па трибините во каква ситуација ни се, можеби не бараме ние не знам какви трибини со 20-30 или капацитет со оглед на фактот дека не можеме ни 1000 луѓе да наполниме на едно дерби. Што правиме тука? Има ли можеби некои проекти преку Хетрик програмата на УЕФА да се инвестира, да се прави веќе нешто, да се помага? Дали тука можеби федерацијата да помогне, дали можеби преку некои други европски фондови за да се покрај сето тоа да видиме конечно еден добар надпревар, па дури да имаме стадион кој што ќе исполнува услови и за ноќен надпревар, некој дерби да видиме бидејќи перформанси на фудбалерките, претпоставам дека кога сте биле селектор да играте под репрезентацијата во ноќен термин во 15 части во 19 не е исто. Па видете, значи за да се преземаат некои потези во однос на инфраструктурата на стадионот, подобрување на услови, терен, трибини, простори и така натаму, првенствено треба да го поседувате тој стадион во ваша собственост за да би можеле да прво да инвестирате, па да го правите тоа по ваш терк и така натаму. Меѓутоа кај нас во Македонија, зборувам за првата женска фудбалска лига, само 3 клуба имаат своји стадиони. Тоа се Женскиот фудбалски клуб Скопје, што го спомнав, Женскиот фудбалски клуб Речица во Речица Команово и Женскиот фудбалски клуб Ас Юнајтед од Струга. Ако некој заборавив, нека ме поправи, меѓутоа двете битолски екипи играат на Павел Шатев, кој што го користат и многу други, не е нивен. Љуботен и Шкендија до вчера игра на вештачкото во ваквото, Тиверија игра на вештачкото, Саса игра на градски стадион Македонска Каменица, така да мислам дека ме разбравте која ми е поентата и мислата, така да мислам дека околу тоа треба сериозно да се занимава и фудбалска федерација, па и државата во однос на тоа. Значи, ние сите од тие екипи, што ги кажав, и тие што имаат стадиони, и тие што немаат, тренираме на терените кои што ги играме над преварите. Значи, ние кај нас во првата женска фудбалска лига, мисловно именка е помошен терен. Ме разбирате? Кога би размислувале за рефлектори и нешто друго, има неколку, тие што ги спомнав, имаат и во Струга, и во Скопје, и во Речица, имаат рефлектори, меѓутоа тие рефлектори се со јачина моментално за одржување на тренинг само, и некој тренинг надпревар, меѓутоа не задоволуваат потребите за официјален надпревар, и пак ќе се вратам на мојата теза, значи тие луѓе кои што ги имаат во сопственост тие терени, нешто прават и инвестираат. Меѓутоа оние другите кои што прво немаат право да го прават тоа, едноставно така стојат и едноставно само одат таму, одигруваат надпревари. Може би треба да се размислува да ги добиваат под некоја концесија на подолг период, па да инвестираат, да прават со цел нели тука да се стимулира или евентуално. Не, знаете како тие вештачки терени и во Струмица и во Битола и во Тетово ги држи општината. Таа им дава термини, као под наводници тие имаат поставено луѓе кои треба да се грижат за тоа. Многу пати сме оделе па заклучено е, па не му дала општината плата на тој човек што се грижи таму за теренот, па го чекаме да дојде или да му се јават на телефон да го измолат. За прва лига. Да го измолат да дојде да отвори, бидејќи ќе му дадат плата во понеделник и така натаму, така да мислам работи кои што може би се мали детали, меѓутоа влијаат на онаа другото, кој што во вториот дел сигурно ќе позборуваме малку и за репрезентацијата, или кога ќе излеземе на мегдан со тие другите репрезентации, тогаш све влија и на крај кога ќе ставиме на канта
превагнува. Така. Сега во делот на самата репрезентација кога спомнавме, вие бевте ми се чини на U19. Не, на U17, значи вака сега од 2013 до средината на 2016 бев селектор на U17, женската фудбалска репрезентација, а од 2016 таму средината до март 24 бев селектор на женската фудбалска репрезентација. Еден период имаше година и пол кога бевме замрзнати од тогашното раководство на ФФМ, односно не бевме пријавени еден циклус, него игравме од, не сакам да навлегувам од разноразни причини. Тука сега, значи, тој период... Каков е развојот на репрезентацијата? Па вака, значи... Од моментот кога вие дојдовте, од кога ја превземавте и како етапно течело целиот тој развој кога вие сте били селектор практично до годинава до март месец? Па видете, значи можеби не можеме да се пофалиме со некои врвни резултати. Не можеме да кажеме дека нешто сме постигнале, сме отишле на бараш или сме отишле на европско првенство и така натаму, меѓутоа кога ќе се вратиме во периодот порано каде што било тешко прво да се игра фудбал, немало играчи кои што играле за репрезентација. Па со самото тоа кога веќе ги донале таму тие бележеле многу лоши резултати и така натаму. Кога би се вратил јас на периодот мој од 2016 средината до моето заминување пред неколку месеци, јас би кажал дека јако можеби не некое големо подобрување немаше, меѓутоа јас затекнав репрезентација која што беше во лоша состојба, се менуваа селекторите, имаше проблем, сега можеби не е убаво да се збори, меѓутоа веќе кога зборуваме и отвараме теми, женската репрезентација на Македонија долг период имаше проблем со наместени надпревари, значи беше предмет на истрага на УЕФА, на ФИФА и така натаму поради тие причини и бевме замрзнати еден период од Фудбалската федерација на Македонија и јас и мојот стручен штаб и тогашното раководство и одговорните од женски фудбал имавме доста тешка работа од почетокот да го средиме тој неред што се случуваше внатре во репрезентација. Значи, излегуваат на надпревар и не знаат која од играчите ќе пушта, која нема да пушта и така натаму. Значи тука сте вие трошеле доста енергија околу сите овие работи. Доста енергија, буквално од почетокот наместо ние да бидем јас селектор и колегите околу мене тренери, ние бевме полицајци. Значи бевме полицајци, можеби јавноста не го знае тоа, можеби не сум зборувал никогаш јавно на таа тема, меѓутоа се случуваа многу лоши работи, значи многу пари беа во оптеки, многу за жал од девојките потклекнаа на тој притисок и така натаму, така да моравме да се пресметуваме со тие структури, моравме да трпиме одредени закани од нив, бидејќи ние сега застанавме и сакаме да го средиме тој неред и така натаму. Се надминале сето тоа? Успеавте ли во тој ваш мандат? Јас со гордост можам да кажам дека во мое време нити имаше обвинување од таа страна, нити некој може да каже дека за времето на мојот мандат некој наместил надпревар или некој се обидел да намести надпревар и така натаму. Сега околу оној другиот дел резултатскиот и така натаму, ние пак ќе кажам, можеби не се пласиравме на некој надпреварување, меѓутоа ние сведоци сме дека во два циклуса не бевме последни во група. Во група со Англија, со Австрија, со Србија, со и така натаму. Значи, што порано не било случај. Значи, ние
2018-19 кога беше, ние ја забележавме првата победа после 7-8-9 години. Ние два пати го победивме Казахстан во едни квалификации, го оставивме позади нас. Истата таа Латвија сега што не успеавме да ја победиме, ние во предминатите квалификации ја победивме два пати. И така натаму, значи имавме доста како да кажам, добри работи. Имавме и лоши работи, имавме и тешки порази и така натаму, меѓутоа сите тие тешки порази не дека бегам од одговорност и не сум виновен и јас, меѓутоа знаете како во женскиот фудбал кога збориме за репрезентации, сега ова што го направи УЕФА последните 2-3 сезони со Лигата на нациите е буквално направено за тие помалите држави како нашата, за да можат на некој начин да дојдат во некоја порамноправна положба, да играат со некои репрезентации кои што се тука, пандан со нас, за да му дадат шанса да отиде натаму. Ние игравме со Англија, еден циклус. Значи, тој надпревар ќе го памтам целиот мој живот. Игравме пред 20.000 гледачи во Саутемптон на Сент Мери и изгубивме 8-0. Може би за оние кои што слабо ги познаваат прилики ќе кажат ова е страшно катастрофа и така натаму, меѓутоа за оние кои што го познаваат фудбалот и кои што ги знаат приликите во женскиот фудбал, значи тоа не е толку страшно и трагично. Значи кога ќе ги зимете сите тие звезди таму од Сити, од Ливерпул, од Барселона, од Лион, према нашите играчи кои што на некој начин не се ни професионалки, ние на тој надпревар игравме со два професионални играчи, со Наташа Андонова и Гентијана Рочи, кои што играат професионален фудбал, и со 20 други кои што, да речеме, се од нашата држава, кои што одат на работа, учат полупрофесионално би рекле, така. Па не би можел да кажам дека е полупрофесионално, и самиот факт дека ти има 47 удари на гол, говори само по себе, така. Мислам себе говори. И сега игравме исто добри надпревари со Австрија два пати, 3-0 изгубивме во Виена, 3-0 изгубивме во Скопје, исто добро се спротивставиме на една таква велесила. Имавме и тешки порази со Северна Ирска, 11-0 и така натаму, така да пак ќе кажам, значи сето она, целата таа организација тука кај нас не ни овозможува како репрезентација да израснеме повеќе. Самиот проблем што го кажавме на почетокот дека наши играчи тешко можат да отидат надвор е генерален проблем. Ние тие сите држави околу нас кои што напредуваат во однос на репрезентативниот фудбал. Еве да ја земеме Србија, најблиску е до нас тука. Меѓутоа Србија има од 23 повикани играчи, Србија 18 или 19 им се во добри клубови во странство, другото е од Спартак Суботица, кој што исто бренд во фудбалот во Србија на Балканот. Србите имаат играчи во топ 5, во Премиер лига имаат 2, во Бајер Минхен и така натаму, ме разбирате. Ние имаме единствен играч кој што игра во топ 5 лигите, тоа е Наташа Андонова, кој што и она веќе е на залесна кариера. Така да, моментално имаме 3-4 играчи надвор, кои што не играат на врвно ниво фудбал. Милчевска во Грузија, Андреевска во Турција, така натаму. Значи, ние без да имаме едно здраво јадро од некои 10 до 15 играчи кои што би дошле од надвор и кои што би се надоградиле со 7 до 10 играчи тука од Македонија, ние без разлика кој ќе биде селектор, дали ќе биде професионалец, дали ќе биде аматер и така натаму, ние за некои по-значителни резултати не би можеле да збориме. Може би звучи песимистички, меѓутоа после толку време поминати таму во таа репрезентација, јас мислам дека сум меродавен да го тврдам тоа. Сум отворен, значи не кажувам дека ние и јас и мојот стручен штаб сме биле најдобрите, можеби не сме биле добри, можеби резултатите не го кажуваат тоа, меѓутоа реалноста е поинаква. И сега во финишот на емисијава, каква беше самата атмосфера кога стапнавте таму во собликувална помеѓу самите фудбалерки? Збориме за во репрезентацијата и по вашето заменување, како ете
Беше самата таа атмосфера низ тие години таму поминати во самата репрезентација. Претпоставам бидејќи имавте контакт со доста фудбалерки си имаат променето, некоја дошла, некоја заминала во пензија, некој се откажал од репрезентација. Како беше самиот тек во тој ваш мандат во репрезентацијата? И како претпоставам дека имате некои можеби моменти на кои што ќе бидете горд што сте го направиле тоа како селектор во самата репрезентација? Така. Па прво тие добар дел од овие играчи што се сега актуелни репрезентативки поминале под моја палка во U17 и след отишле во U19 и после пак се најдовме горе во репрезентација, значи го расширивме тој ростар, доста млади играчи. Ако со нешто можам да се гордеам, е тоа што не се плашев да дадам шанса на млади играчи. Не ги делев играчите на млади и на стари, туку на добри и на лоши. Многу млади играчи добија шанса за настап, значи Викторија Панчурова на 16 години го имаше својот прв настап за репрезентација во Словенија на мојот прв надпревар. И ако сите се чудеа тогаш, значи доби шанса да настапи. Ана Милчевска исто, Симона Мајер и ред други играчи кои што еве сега веќе нели се носители во таа репрезентација. На онаа што го направив во сите овие години, значи сум горд, значи пак ќе кажам, никој не може да покаже со прст да каже дека честноста не била моја добра страна, значи секој пат сум бил коректен, секој пат сум бил одговорен, јако. Може би сега не е место да се каже тоа, не знам колку гледачите го знаат тоа. Селекторите во женски фудбал и тренерите во женски фудбал не се платени, немаат никакви договори и буквално работиме на аматерска основа. И повеќе кон љубов на се тоа. Па повеќе под љубов, значи јас како селектор на репрезентација добивав повик. 10 дена, 12 дена добивав повик. Некои смешни суми кои што за разлика од селекторите на Црна Гора, на Косово, на Србија, тука во окружувањето се минимални. Тренерите исто во репрезентација можам да кажам, сите се вработени на други работни места, па имавме проблеми да ги ослободиме од работа да дојдат на тој собир, па не ги пуштаат и така натаму. И на некој начин ентузијазмот и љубовта кон фудбалот, кон женскиот фудбал, кон репрезентацијата и кон државата не водеше си во овие години да на некој начин го правиме тоа. Помина на циклусот сега, значи јас бев сменет пред почнување на овој квалификацијски циклус. Сметам дека со малку повеќе среќа можеби требаше да се најдеме во тој бараш надпревар. Значи со оглед на тоа што поголем дел од играчите веќе не се и во поодмината фаза, Андонова, Гентијана, Андреевска и така натаму, факт е дека ќе мора да следи помладување, сакале или некели федерација и актуелниот селектор Александар Андов, кој не знам дали знаете и дали јавноста знае, долги години беше мој асистент во стручниот штаб во репрезентацијата и така да без разлика кој ќе биде, дали он ќе остане или ќе дојде некој друг, им посакувам многу успеси во наредните квалификации. Таа репрезентација, сум бил селектор доста време, е моја, ја чувствувам како моја и така ќе остане до крајот на животот, значи ги следам сите надпревари, тука сум спремен сум за помош, за совет и така натаму, така да се надевам дека набрзо ќе дојде и денот кога ќе успееме да се израдуваме и на еден бараш надпревар, па дури и на некое учество на некое европско првенство, кое што нели можеби ми беше и мене како сон, не успеа да се оствари за жал, меѓутоа еве идните генерации, посебно фудбалерките, апелирам да си го постават како сон, да си го постават како некое
како некое мото со кое што би се воделе низ тренинзите, низ надпреварите и така натаму, да станат добри играчи, да отидат надвор, да направат добар трансфер, кога би се собрало повеќе такви играчи, би се вратиле тука, би направиле добра репрезентација и би успеале да направиме нешто повеќе со кое што би биле сите горди во Македонија. Една емисија дефинитивно е малце за овој женски фудбал, јас што од сега закажувам следна уште една емисија да реализираме, за да начнеме уште повеќе теми кои што сега ги начнуваме, ама ќе оставиме простор за гледачите да причекаат уште одреден период за да направиме уште една емисија од која што еве сега јавно ќе ја закажеме, ќе ја реализираме. Ми беше мило што ете вечер одвоивте време, дојдовте овде во нашето студио да реализираме една емисија, да позборуваме за доста теми. Офатевме и начевме теми за кои што ете ќе биде повод за уште една емисија војнена и се надевам дека ќе имаме многу поголеми резултати во нив, дека ќе, како што кажавте вие, ќе бидеме исте горди како нација да видиме дека Македонија, како што беше во машкиот фудбал на европско, да ја видиме и женската репрезентација ден на едно такво надпреварување. Така, значи на крај исто уште еднаш големо благодарам за поканата, за вашиот ангажман, за сето она што го правите за женскиот фудбал, за негова афирмација, популаризација во моментот. Се надеваме, оптимисти сме сите ние кои што работиме во него на подобри денови, значи меѓутоа за да се решаваат работите и за да дојдат тие подобри денови, мораме да бидеме малку и самокритични, и мораме малку и да ги начнеме некои работи, да ги отвориме без разлика некој дали ќе се налути или не, за да дојдеме до некое конкретно решение, за да дојдеме до подобрување на сите тие услови и еве ве поканувам и јас вас, значи да дојдете на некој од наредните надпревари на мојот клуб во Скопје. Ќе ни биете драг гост, би сакале да ве гостиме, да бидете таму присутен на лице место, иако сте присутен на многу надпревари, на многу настани, значи да може да ве запознаат и лично и девојките, и фудбалерките, и да што повеќе емисии вакви има, за да можеме што повеќе да го будиме тој интерес за женскиот фудбал. Благодарам за поканата. Дефинитивно се гледал некој од вашите надпревари. Почитувани гледачи, ова беше Кирил Изов, со кој што разговаравме на многу теми поврзани со женскиот фудбал во Македонија. Ви благодарам што и вечерта бевте со нас. Останете со програмата на телевизија М-нет и добар ноќ.